Петочно издание на регионалните вести. Децата често одржуваат големи лекции за хуманост. Прилог за 10-годишна ученичка од основното училиште Андреја Савески Чичиш, која ја скратила својата долга коса за да ја донира во холандска организација, од неа да изработат перика за деца болни од рак. Ова е Јована Симоска. Има 10 години, ученичка е во 602 оделение во основното училиште Андреја Савески Чичиш. Неодамна таа ја скрати косата за да ја донира во холандска организација, од неа да изработат перика за деца болни од рак. Со ова, Јована одржа важна лекција за хуманост. Јас долго време се обидував да дознам како можам да направам хумано дело и отпосле дознав дека можам да донирам косата за децата со рак. Мајка ми контактираше со нив и после ги праша и тие одговарија дека мора да биде косата 30 сантима во плетенка, да не биде оштетена и да не биде избоена. Многу е лесно да се најде таа организација на Facebook, ZDM се вика, и не треба никакви трошоци да се даваат, ниту да се патува, толку едноставно да им се јави, тие ќе ви кажат каде треба да испратите и дека треба во плик со должина на плетенката 30 сантиметри. Јана пак е сестра близначка на Јована. Вели дека за некои месеци таа ќе го направи истото хумано дело. Својата коса ќе ја донира онаму каде што е најпотребна, само чека да и порасне за да ги исполни критериумите на организацијата. Донирањето за отјава на косата ја го поздрави целото семејство и затоа сакам и ја да ја донирам, да порасне уште мало ќе ја донирам. Сам да постигнем херојство, да дадем хуманост за тие децата со болни од рак. Психологот на училиштето Андреја Савески Чичиш, Снежана Стојановска, вели дека гордост е премал збор за да опише како се чувствуваат сите во училиштето што го делат со ученички како Јована и Јана. Смета дека најважно од се е што со овој гест упатуваат силна порака која треба да стигне до секој од нас. Јас кога слушнав за иницијативата и она што го направиле нашите ученички, навистина бев фасцинирана, пријатно и нема на кого не ја споделив таа вест. Не само јас како представник, како психолог од училиштето, сите сме горди на нашите ученички и секогаш велам, треба да се верува во децата, треба да се има верба во нивните способности, во нивните иницијативи, спремни се некогаш да изненадат. Многу ме радува што ова изненадување е за поздравување и се надевам дека ќе поттикне многу други вакви дечиња да бидат хумани, да помогнат, а тука се работи за две девојчиња со изградена самосвест, со изграден сопствен став и со желба нешто да направат за други деца. А Јована е со едноставен одговор зошто се одлучила на овој чекор. За среќата на децата со рак. Сакам да им кажем и на другите луѓе со долга коса наместо да ја фрлаат косата, едноставно да ја донираат. Јована и Јана не испратија од нивното училиште советување дека чувството на сатисфакција кога помагаат на други ќе го носат со себе постојано. А кога секој од нас би се однесувал вака, секој ден би се разминувале со насмејани лица. Родителите од основното училиште Гоце Делчев од Гостивар бараат надлежните што поскоро да ги надминат недоразбирањата околу реализација на проектот за реновирање на училишната зграда која е во катастрофална состојба. Општината и Министерството вината за закочениот процес околу реализацијата на проектот ја префрлаат едни на други. Училишната зграда на основното училиште Гоце Делчев во Гостивар била една од најубавите во градот, но поради нејзино неодржување, сега е во руинирана состојба и една од најлошите во државата, велат родителите на учениците. Објектот изграден во 1976 година, но тогаш досега нема сериозни инвестиции. Училиштето скоро и да нема покрив, на некои места покривната конструкција е заменета со најлон, кој прокиснува и водата се собира во кофи. Баш увди ми уче и децата, и ова черката, и внучките. Кога одам да видам таму, греот е.
Мислам дека требат да се реновират и да се поправат. Како е кога врнеш? Навистина кофи се ставаат? Па да ви кажам, ја немам видено, ама самите можете да видите спрема кровот како е. Треба да се поправи, друго. За реконструкција на училиштето има изработено проект во вредност од 250.000 евра. Министерството за образование даде одредени забелешки и го врати проектот на доработка кај општината. Од Министерството велат дека ќе распишат тендер за изведувач на работите, откако ќе ја добијат коригираната верзија. Но градоначалникот на Гостивар Арбен Таравари рече дека немал ингеренции да врши корекции, затоа што Министерството за образование му ги одзело надлежностите во областа на образованието. Директорот на основното училиште Гоце Делчев Игор Радевски пак вели дека проектот не се реализира заради политички препукувања меѓу Министерството за образование и општина Гостивар. И на градоначалникот му се земени ингеренциите само во дело на разрешување и именување на раководители, односно директори. Другите ингеренции ги има тој. Меѓутоа, еве има некоја препирка помеѓу Советот, знаете каква е политика, Советот, градоначалникот, Министерството и така. Поради политички препукување на општинските и централните власти, воспитно-образовниот процес во Гостивар се соочува со проблеми скоро 2 години. Дел од училиштата се уште имаат блокирани жиросметки, а нема доволно средства за нормално одржување на наставата. 11 танчерки затекнати во угостителски објект во Тетово. Приведено лице барано за издржување затворска казна, опожарена куќа во селото Копачиндол. Ова се информациите од денешниот полициски билтен на СВР Тетово. Во акцијска контрола во угостителски објект во Тетово затекнати 11 женски лица кои работеле како танчерки. Полициските службеници на СВР Тетово акцијата е спровеле ноќеска околу 1 часот во објектот кој бил сопственост на 41 годишник од Тетовско селце. 7 од лицата биле од Република Србија, 2 албански и исто толку македонски државјанки. Странските државјанки на возраст од 20 до 40 години се лишени од слобода и предадени во одсекот за прекуграничен криминал, странци и реадмисија за натамошна постапка. Од тетовската полиција информираат и дека вчера бил приведен 29 годишен тетовец, осуден на затворска казна од 6,5 години за сторено кривично дело разбойништво. По приведувањето и задржувањето во полициската станица Тетово, реализирани со судска наредба, тој е предаден за издржување на затворската казна во казнено-поправната установа Идризово во Скопје. Во билтенот на СВР Тетово регистрирани пожар. Вчера вечер околу 23 часот и 25 минути пријавен е пожар во стара куќа во тетовското село Копачиндол, собственост на 68 годишник од ова село. Куќата целосно е опожарена и со интервенција на тетовските пожарникари пожарот е локализиран. Нема повредени лица. Материјалната штета допрва ќе се утврдува. Планинарење по Милениумска патека во недела на 14 октомври организира планинарскиот клуб Јелако од Тетово во соработка со Македонската православна црква и Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи. Настанот е по повод 1000 годишнината од формирањето на Охридската архиепископија. Патеката е ново изградена, маркирана и обележана од страна на пленарскиот клуб Јелак и тргнува од село Блаце, кај што треба да ги поврзе 8 православни цркви на тој регион на Сува гора. Патеката почнува, трга планинарите од црквата Света Тројца во село Блаце и зборно ќе ги помине црквите во Стенче и Волковија. Завршницата ќе биде во црквата Света Мина во селото Волковија, така да планинарите планираме некаде околу 13 часот да бидеме во селото Волковија, кај што Православната црква организира ручек планинарски, познато тетовското гравче. Инаку, планинарите тргаат од Тетово пред културниот дом во недела, како што реков, во 8 часот, со организиран превоз до село Блаце и исто така организиран превоз од Волковија кон Тетово. Тргањето во село Блаце е во 9 часот
од црквата Света Тројца, позната како Вилинската вода. Оваа прилика ја користам да ги поканам сите добронамерни граѓани на Тетово и околијата, сите планинарски друштва да присуствуваат на оваа значајна за нас православците манифестација, бидејќи една се одржува, нели, ова е 1000 години од Охридската архиепископија. Многу убав предел е, овој дел на Сува гора многу ретко го користат планинарите и граѓаните, така да има многу убав видик и што е многу значајно покрај овие православни убави цркви, ќе се посети и ранохристијанската базилика, која вака како информација датира уште од 4. век, нели. Кошаркарскиот клуб Гостивар ги засили своите редови со Слободан Михајловски и Бранко Јанески, кошаркари кои своите почетоци ги направија токму во Гостиварската кошаркарска школа. Првиот надпревар од новата сезона за гостиварци беше успешен на домашен терен, а во недела ги очекува гостување во Команово. Гостиварскиот кошаркарски прволигаш се засили со две нови, но веќе познати имиња кои потекнуваат токму од Гостивар. Станува збор за Слободан Михајловски и Бранко Јанески, кои веќе ги потпишаа договорите за ангажман во клубот и уште од денес почнуваат со тренинзи. Почетоците и на двајцата им се во Гостиварската кошаркарска школа. Михајловски во текот на кариерата настапувал за Фени Индустри, Работнички Скопје и КК Охрид, каде беше и капитен. Во родниот град се враќа после 13 години. Бранко Јанески од КК Гостивар замина во МЗТ Скопје, пошто играл и во повеќе клубови во Струмица, Тетово, Охрид. Кошаркарите имаат и меѓународно искуство во надпреварувањата во АБА-2 лигата. Инаку Гостиварскиот клуб ја започна новата сезона со победа над Кожув од Гевгелија во крајно неизвесен и тежок надпревар. Кошаркарите на Србиновски ги совладаа гевгеличани со 70-69 во последните моменти од надпреварот. Американецот Џо Фурстингер беше најзаслужен за победата на гостиварци со постигнати 32 поени. Во следното коло кој се игра во недела, екипата на КК Гостивар гостува во Куманово. Денеска имавме сончево време со мала локална облачност и со слаб до умерен североисточен ветер. Утринските температури се движеа од 0 до 9, а дневните од 17 до 26 степени Целзиусови. Од Управата за хидрометеоролошки работи на Македонија соопштуваат дека во наредните денови продолжува периодот на сончево време со мала до умерена локална облачност. Утрата ќе бидат студени, а дневните температури ќе бидат без позначителни промени и ќе се задржат малку над просекот за овој период од годината. Утрешните утрински температури ќе се движат меѓу 2 и 10 степени, а дневните меѓу 19 и 28 степени Целзиусови. Регионалните вести завршуваат овде. Благодарам што ги гледавте. Пријатно.